Malta, septembri 1980. godina, Casa Mystique. Присуствуваме на една од джез сеансите што овде се одржуваат секоја недела во исто време. Ова е место каде може да се сретнат најдобрите джез музичари од Малта и од светот, како и љубители на джезот од секаде. Денес свират Чарлс Сити Графт Тапани, пијано Антонио Боничи Солер и иницијаторот на овие средби Џо Шиклуна удиралки. Се обидуваме, колку е тоа можно преку камера, да ја пренесеме приближно атмосферата на ова здание на кое навистина му одговара адресата Casa Mystique, Малта. Џо Шиклуна е најдолго време на джез сцената, свирајќи со многу познати имиња како Лос Зафирос, Трио Санта Круз, Вест Индијан, Сантиери, Џорџ Браун, Си Грант, Клио Лейн. Се што може да се види овде е негово дело.
Prostete, vие сте барон, vojvoda i markiz? Da. Ecco, tre titoli. Сето тоа? Да, имам 3 титули. Со што се занимавате? Più di musica e arte. Најмногу со музика и уметност, но покрај ова јас сум и директор на едно големо добротворно друштво на Малта, а имам и биро за неподвижен имот. Case e terreni. Sì. Да зборуваме малку за музиката. Sì, come no. Со кого се свиревте? Suonato? Со различни оркестри, Parecchie солисти, на orchestre individuali. Per esempio con Giorgio Anzolini, italiano. пример со Ѓорџа Дзолини, Почо Гати, Доменико Модуњо, Никола Дибари, а имав оркестар од Западна Африка, каде меѓу осмината црнци бев единствен белец. Di West Africa, tutti negri, ero solamente il bianco. Erano 8 negri con tamburi, ritmi molto complicati. Тие свират многу комплицирани ритмови, испрекинати. Ritmi incrociati sarebbe dire, sì. E anche Sideground, Edmondo И Ross. уште големиот оркестар на Едмундо Рос. Ова се англиски музичари од црнечко потекло. Sì. Дали е ваш проектот за куќата Мистик? Sì. Nella mia immaginazione. Да, од мојата имагинација. Конструкцијата, декорацијата и мозаиците, што се од мрамор и мелтешкото стакло, мдина глос. Ми рекоа дека градевте 8 години. Sì, ho lavorato 8 anni lì per realizzare questo sogno. Да, ми треба 8 години да ја реализирам оваа уметничка визија. Тоа е една голема скулптура со функција. Имам концертно пијано, тука се собираме ние музичарите, поети и писатели, тоа е еден културен центар. Sta diventando Малта, откако веќе беше позната како тврдина полна со топови, стана туристички центар. una grande fortezza, pieno di cannoni, di apparecchi di caccia, di sommergibili, che abbiamo fatto la guerra. Кога војувавме против нацизмот, фашизмот, како и вие југословените, ние го сакавме многу Тито како партизан. Многу југословени, посебно морнари, пребегаа на Малта за да продолжат да се борат против нацизмот. Ние малтежаните имавме многу пријатели меѓу југословенските партизани. Nazismo, socialmente. E noi maltesi abbiamo molti amici partigiani jugoslavi. Ma questo fu 40 anni fa, memoria antica. Но тоа беше пред 40 години. Memoria, no? Иако е тоа толку одамна, кога ве сретнав вас како југословенка, ми се вратија спомените. Sono usciti dal subconscio, no? Sì. Чарлс Сити Графт досега настапувал на повеќе меѓународни сцени, а пред известно време одржал серија солистички концерти низ Соединетите Американски држави. Специјалност му се јужноамериканските ритмови.
Antonio Bonici Soler, реnomиран концертмајстор, докажан во класиката, подеднакво како и во джезот. Настапувал во Италија, Шпанија, Англија и Соединетите Американски држави.